Граѓаните не застануваат со задолжувањето, а кредити се вадат како никогаш досега. И пред и за време на пандемијата потрошувачките кредити раснат. Па не знам да ви кажам тоа дали да излезе од кризата, а повеќе да живот, повеќе улеват у дупката. Ја го исплатим овој, више немам. Па и цел свет се кредити. Богатите држави ќе исприват, ама ние натека едно се иде кризата. Още не е почнала. Сиромашти. Ништо друго, само сиромашти. Не можат луѓето да обстанат и морат да барат некои извори. Немам кредит, немам ништо. Се плашам наискрено да заглавам. Кое и да е образложението? Граѓаните на банките во државата во овој момент и должат 1 милиарда и 571 милион евра. Просечно. Сега секој граѓанин треба да врати по 756 евра. Каде води толку голем долг на граѓаните? Овој долг води кон несолвентност, неспособност на граѓаните да ги измируваат своите доспеани обврски во рокот на нивното доспевање. Тоа значи дека тие тековните обврски ги одлагаат, а сето тоа одлагање значи до зголемување на долгот за наредни камати и така натаму, или други некои банкарски провизии, заверки кај нотари и така натаму. Овој долг не може да се надмине на краток рок. Овој долг значи дека граѓаните трошеле повеќе од кога што имаат реални приходи. Од друга страна, банките си ја работат својата работа и потрошувачки кредити под различни услови нудат од 500 па се до 25.000 евра. Дали задолжувањето се контролира и дали не е време да се закочи? Според министерот Фатми Бесими, причини за зголемената кредитна активност има повеќе. Некои граѓани кризата со пандемијата ја користат за вложување зашто цените се паднати. Други имаат намалени приходи па се задолжуваат, а има и сосема трети причини. Толкова Бесими. Според висината на долгот што го должат граѓаните кон банките, ова задолжување не се контролира, бидејќи доколку се контролира тоа би било на некој ниво кој овозможува сепак по, да речеме, враќање понавремено. Според мене е поминато времето, значи крајно време е да се закучи ова задолжување, да се воведат некои критериуми од страна на државата и институциите со кои таа располага, да се лимитира степенот на задолженост на граѓаните.